Повеќе од половина од населението смета дека Македонија не е на добар пат. Според последната анкета на Market Vision, дури 60,25% убедени се дека државата оди во погрешна насока. Позитивно се изјасниле само 9,20%, а 27,70% од испитаниците се за став дека стои во место. Анкетираните од македонска етничка припадност во споредба со испитаниците од албанска во поголема мера сметаат дека државата се движи во негативна насока. 66,1% наспроти 47,3%. Како еден од главните проблеми со кои се соочува Македонија, за кои речи се половина од анкетираните го навеле, односно 44,1% е сиромаштијата, поконкретно економијата, инфлацијата и намалената стопанска активност. Во овој тежок период на намаштија, граѓаните се чини дека не гледаат светло на крајот од тунелот. Скапите цени по маркетите, пазарите, издржувањето од први до први, испитаниците и понатаму го очекуваат, дури и во полош облик. Над 80% сметаат дека цените на производите и понатаму растат. Во исто време 31,3% од испитаниците очекуваат во следните 6 месеци нивниот животен стандард да се влоши. Како рак рана на македонското општество остануваат криминалот, корупцијата и нефункционалноста на правниот систем, покажува и оваа анкета. Овој одговор го дале безмалку 30% од населението. Пострашен податок е она што најголем дел или 87,1% од испитаниците сметаат дека корупцијата во земјава расте, односно дека е повисока во однос на минатата година. Криминалот и корупцијата беа и едни од главните точки за кои Европската комисија нотираше и предупредуваше во својот извештај, кој според познавачите беше еден од најлошите извештаи кои ги добила Македонија. Повеќе од 1/3, односно 37% од испитаниците, се согласуваат со оценката на опозицијата за последниот извештај за прогресот на Македонија добиен од Европската комисија. Со оценката на власта дека се работи за позитивен извештај се согласува само 11,5% од испитаниците. За антикризните мерки на владата, со кои финансиски се помага голема група на граѓани со пакет од преку 600 милиони евра, само 17% од испитаниците рекле дека ги поддржуваат, знаејќи дека истите би се обезбедиле со задолжување на земјата. А 83% сметаат дека тоа не е добра одлука. Граѓаните не ја поддржуваат ниту одлуката на владата за давање концесија за хидроцентралата Чебрен на грчката компанија. 65,7% од испитаниците дадоа негативен одговор, а само 8,55% позитивен. Анкетирањето беше спроведено телефонски од 8 до 15 декември 2023 година од Market Vision нарачано од порталот МКДМК на примерок од 1067 испитаници, со интервална доверба 95% и маргинана грешка плюс минус 3%.